Повели Господе на појадок. Ветрот од висините утрово ни пренесе вселенска скрама. Свежо замесен зрак и бокал медовина исцеден од дојките на светлината. Знам, и ти знаеш, дека ништо од мојата понуда вистинито не е. Со дел од стиховите на песната Молитва пред појадок ја најавуваме веќе промовираната книга поезија на Бранко Цветковски Вообразби. Лирски етиди за некој друг свет. Да почнеме од Вообразби. Колку денеска овој наслов на оваа песна може да не препознае? Или да се препознаеме во него? Мислам дека сите луѓе кои што имаат наклонетост кон уметностите знаат дека вообразбата е почетниот импулс на секое создавање. Вообразбата е чинот кој што се разликува од овој свет. Дали е тоа вообразба музичка, дали е тоа сликарска, дали е тоа поетска, мисловна. Вообразбата секогаш се стреми да понуди нешто друго, некој нов свет. И затоа оваа книга го има и под насловот Лирски етиди за некој друг свет, бидејќи вообразбата, кога ќе почне да тлее, да бабри и да се крева над песната, таа воспоставува диалог со некој друг свет. Всушност, може би не ги избројавме точно, може би се повеќе, но кажавте дека 12 се книги поезија досега. И всушност, ова најнова книга поезија низ годините веткаела и конечно е пред читателот. Оваа книга поезија е плод на сето она животно искуство кое што го имате зад вас. Не е само поезија и проза и други книжевни, да кажеме, опуси. Да, Вообразби доаѓа навистина во моето најзрело творечко доба. Претходно 11-тата беше од исто тесто, стихови за смртта и надежта. На некој начин ова доба ми дава една прелест, една можност да говорам и за тажните и за судбинските нешта на човекот, за работите кои што сакаме да бидат поинакви во животот. Или можеби ги замислуваме поинаку бидејќи ние сме смртни, ние си заминуваме. Така што и Вообразби воспоставува еден диалог со речиси катадневните, но речиси и недостижните теми на човековото живење, бидејќи вообразбата секогаш не следи нас и ни го бодри духот за нешто друго, за некаков лет, за некаков излез. Но затоа таа е и толку моќна и вообразбата е еден чуден божествен привид до кој што смртта никогаш не допрела и ниту може да допре. Затоа и оваа 12-та книга, покрај другиот мој опис на критика, есеистика, интервјуа, новинарски еден период убав и така натаму, оваа книга навистина ми значи многу, бидејќи последниве 2 години ме држеше во една замаеност, во една неовдешност, во еден чуден диалог со Бога, со себе си, дури и во диспут, дури и во кавга со божествените работи понекогаш. Ќе се почувствуваат во оваа книга, а мислам дека тоа го нагласија и промоторите пред неколку дена, кога таа се промовираше во преполнетиот салон на 19. Ја доживеавте уметноста на онаков начин какова што ние, обичните смртници, ја замислуваме. Уметноста која што со години ве тишти додека не излезе на површина. Така е и навистина сакав да бидат такви овие песни, да може да општат, да може секој кој ќе дојде до нив, кога ќе ги чита, да се почувствува и себе си, како тој да е творецот, како тој да разговара за судбинските нешта на земјата, воопшто за постоењето, за животот, за тоа каде ќе бидеме утре, што не чека воопшто. Овие страници напластени со 40 прекрасни песни, ќе ги заокружиме со онаа која што
ја заокружува книгата поезија во образби. Сепак, кога ќе се подзаборавам, незнајно зошто загледан во небото се занишува познатиот свет во мене. Сепак, незнајно зошто, посакувам пак. Ви благодарам, во образби ќе ја прочитаме и ќе се надеваме на нова книга поезија во иднина од вас. И многу ви благодарам и јас.